Многу на председателката на Комисијата за култура, Саранда Емиристафај, почитувани колеги, почитувани професори, почитувани присутни. Јас на кратко ќе кажам неколку поенти по однос на овој настан, кодификацијата на македонскиот литературен јазик и по однос на потребата што можеме ние да направиме за да го зачуваме тоа што оние го направиле пред нас. Прво, по однос на кодификацијата на македонскиот литературен јазик, тоа е еден кров, една круна на сите обиди на народот да го зачува јазикот кој што го говорил со векови и да му даде една форма, правопис, правила и да го воведе во редот на светски признатите јазици. Но ако кодификацијата на еден јазик е кровот и круната на еден јазик, говорителите на јазикот се темелите на истиот тој јазик. И ако сакаме македонскиот јазик да биде подолговечен, нам ќе ни требаат уште закони, институти, инспекторати, правилници, но најмногу ќе ни требаат говорители. Ако во општина Крушево оваа година имаме запишано само 13 првооделенци, може тие кои што се лингвисти и математичари да пресметаат уште колку години ќе обстојува македонскиот јазик во Крушево. Ние можеме да донесеме многу закони и правилници за Крушево, но не можеме да го создадеме тоа што треба да го создаде еден човек или едно семејство. Ако колегата Бобан Карапеовски, кога се запишуваше на филолошки факултет, имаше околу 100 студенти на двете катедри, денес на двете катедри има околу 25 студенти. Тоа значи дека не е само изгубен интересот, туку изгубен е квантитетот на говорители на македонскиот јазик, кој што се основата за да може истиот во иднина да се развива. И јас му пожелувам на колегата како доцент да издаде многу книги, да напише многу статии за македонскиот јазик, да успее во неговата кариера, да стане и професор, и академик, и се што треба, и со тоа многу ќе му помогне на македонскиот јазик, но ако тој и неговата сопруга одлучат да има 2, 3, 4 или 5 деца, тогаш уште повеќе ќе му помогнат на македонскиот јазик, затоа што ќе има говорители. Ние не можеме да очекуваме дека вештачката интелигенција за 50 години од денес дека ќе биде говорителот на македонскиот јазик. Може да ја искористиме, но не можеме да очекуваме дека таа ќе го замени човекот. И онаа порака што сакам да ја испратам денес е од едно интервју што го слушав од професорката Улчер на Македонското радио, каде што таа, ќе парафразирам, спомна да, потребни ни се институти, потребни ни се книги, потребни ни се закони, регулатива, инспекторати, се тоа може да му помогне на македонскиот јазик, но бадијала ни е се, ако немаме борци за јазикот, а борците за македонскиот јазик се неговите говорители, кои што можат истиот да го направат да биде долговечен и да може тоа што го напишал Кочо Рацин да биде битно за тоа што идните поколенија ќе го прочитаат и ќе го учат. Инаку потекнувам од Кичево и тоа беше мојот мајчин дијалект, тоа наречие на кое што сум почнал да го учам македонскиот јазик. Драго ми е што тоа наречие е дел од оние 4-5 наречја кои што беа основата за кодификација на македонскиот литературен јазик, но тоа не го знаев како дете, бидејќи ми изгледаше вообичаено и не правев разлика, бидејќи го говоревме секаде и дома и на училиште и со другарите, но потоа кога станав дел од јавниот живот и кога запознав колеги од различни краишта на Македонија, тогаш гледате дека колку и во наречијата колку големо богатство има. И тоа е еден, би рекол, фолклор, еден мозаик на македонскиот јазик, колку повеќе наречија има и колку ќе успее државата да ги зачува, да не ги стигматизира
наречијата и диалектите, толку и побогат ќе биде јазикот и ќе се развива на еден автентичен начин. На крајот, тоа што сакам да го потенцирам е дека може еден народ во одреден период од историјата и да нема држава, но да има јазик. Издадената книга Бели мугри е еден од многуте примери како во моментите кога македонскиот народ немал држава, сепак успеал да зачува јазик и да објавува на тој јазик. Но во денешно време, за жал, живееме едни критични мигови каде што може да постои државата, а заради разни други околности да се изгуби јазикот. Затоа што ако државата нема народ и нема потомство, тогаш и долговечноста на еден јазик е доведена под знак прашалник. Затоа би сакал да се заблагодарам на сите оние кои што направиле многу за македонскиот јазик до денес, но исто така да ви порачам дека од денес натаму ние треба да направиме повеќе. Ако јазикот е нашата татковина, татковината на јазикот е во нашите семејства. И ако имаме семејства, и ако имаме потомство, тогаш македонскиот мајчин јазик ќе биде долговечен и ќе прославуваме и 180 години од неговата кодификација. Благодарам многу.